наш гостин е доктор Зоран Богески. Тој е доктор по историски науки, но исто така и кустос во Крушевскиот музеј. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте наш гостин денеска. Ќе зборуваме за празникот, ќе се навратиме историски низ годините. Што представуваше референдумот за независност во 1991 за Македонија? Па на почетокот да го честитам и јас празникот и посакувам бројни генерации после нас да го слават и одбележуваат. Инаку во врска со ова прашање, овој празник е оживување и реализирање на идеите на претходните два Илиндена. Тоа не е само историски датум, туку е показател за превземена одговорност и изградена висока национална зрелост, со која што ќе може да се организира еден државен систем за раководење на идната независна, суверена и самостојна Република Македонија. Кои беа клучните личности кои што се впишаа во македонската историја? Па добро, тука има повеќе личности, на почеток може да се навратите и пред референдумот. Па може и пред референдумот, да, веќе може да одиме со личностите. Тука е првиот председател на Независна Република Македонија, господинот Киро Глигоров, кој што имаше клучна улога во мирното делување од тогашната Југословенска федерација и во меѓународното признавање. Тогаш важевме за оаза на мирот со неговата политика на еквидистанца. Потоа би го споменал првиот премиер, господинот Никола Кљусев, чија што влада имаше можност да ги организира првите институции и правни акти во независната држава, некои да ги основа за прв пат. Потоа исто председателот на тогашното собрание Стојан Андов, кој што со неговиот тим ги изготви актите за независност. Исто така некаде во текот на пролетта 1991 година во Македонија се врати господинот Васил Тупурковски, кој што имаше клучна улога во меѓународното признавање на државата. Тогашните наши пратеници, вашите колеги новинари кои што допринесоа за популаризација, афирмација на референдумот и референдумското прашање, за окружување на свеста да се пристапи, излези да се плебисцитарно гласа и донесе буквално едногласна одлука, ако добро се сеќавам, со близу 96% од... Да, ги имаме и бројките. Да. 1.079.308 граѓани се изјасниле за. За. Од 75% излезено. Со кои предизвици се соочуваше Македонија пред прогласувањето на референдумот? Ќе зборуваме и по. Да. Значи, пред прогласувањето на референдумот Македонија се соочуваше со повеќе предизвици, дали да ја напушти или не Југословенската федерација, дали таа е гарант за нејзината безбедност и развој, опасностите кои што следат претходно на делумни и различни несогласувања помеѓу политичките чинители внатре во самата држава, младата демократија која што само што започна, на одговорноста да се превземе ризикот од државноста. И во главном тоа би биле внатрешните предизвици пред прогласување на референдумот. Добро, веројатно и бројни предизвици и по прогласувањето некако се научивме и така да ги прифаќаме како составен дел. Па предизвиците веќе кои следеа беа блокадите од соседите пред се од јужниот сосед, барањето да се промени целосно името без употреба на зборот Македонија, па следеше Лисабонската декларација од 1992 година со која што се признаваше нашата декларација за независност во рамките на постојаните граници, но да не се содржи зборот Македонија во името на државата, потоа етничките тензии, криминалната приватизација, бројните скандали кои што следеа во системот, прекинување на економските врски и пазари во Југославија и во светот. Добро, велам се научивме да живееме со нив, ни стана составен дел, научивме дека секој ден е борба. Како се разликува односот на генерациите кои што ја доживеа независноста наспроти оние кои што се родени по 1991?
Па генерациите кои што беа сведок на независноста има емоционална врска со самиот чин и потоа државата ја доживеа како највисок степен на организација, од која што буквално ја идеализира дека ќе им овозможи подобри услови за живот. Има сентиментална врска со сите жртви кои се знаени и незнаени и има поорганизиран однос кон она што се случуваше. Денешните генерации ја доживуваат како платформа која што треба да им овозможи подобар живот и сите нивни барања и очекувања кои што ги носи животот, воспротивно не се двоумат да излезат надвор од границите на државата, дали да студираат, дали да работат. Па како треба да се третира независноста на Македонија наспроти ова што велите од новите генерации? Па новите генерации треба и ние, денешните генерации, да им овозможиме да развијат повисока свест за чување и градење на државноста. Државноста и независноста не е едноличен чин, тоа е цел процес кој што, како што претходно рековме, се базира на нешто пред и нешто потоа. И тоа е чин кој што постојано се надоградува со активно учество, со знаење, со учење, со толеранција, со работа, со меѓусебно разбирање, со единство на генерациите и различностите, бидејќи без тоа се ослабуваат натрешните позиции, се зајакнуваат надворешните мешања во државата и се оневозможува нејзиниот прогрес, развој, економски просперитет, стабилност, социјални услови и така натаму. А дали сметате дека во контекст на ова што велите, новите генерации немаат доволно разбирање? Односно, за да се има и почит, треба да се има пред се разбирање. Сметате дека немаат доволно разбирање за што станува збор? Па, со самиот образовен систем и ние како генерации кои што ги вклучуваме во системот, сигурно имаат помало разбирање и представа за нашата државност, но сепак постојат механизми и начини сето тоа да се надмине и тие да се стават во функција на развој на државноста, што секако и не е така очајничка. Оваа држава секогаш имала кадри кои што можат да одговорат на сите предизвици кои што се надвиснуваат над неа. Само да ги задржиме кадрите во државата, инаку дека произведуваме, се надевам дека ќе ги задржиме кадрите. Да, еден голем предизвик пред кој што сме исправени. Добро, кои историски лекции, еве, вие би ги издвоиле наназад, треба да ги паметиме и треба всушност да ни бидат како подлога за тоа каква иднина ќе изградиме и како ќе гледаме на иднината. Па јас на ова прашање го перцепирам класичниот македонски наратив, значи од поновата историја личностите што ги споменавме, потоа нашите асновци начело со Методи Новченто или инденците, со најпознатите ликови од револуционерниот период, значи Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Сандански, Никола Карев, Питу Гули, личностите од средниот век, од османлискиот период, значи Карпош, Карпошовото востание, Свети Клименти, Наум Кирил и Методи, Цар Самуил во антиката, на Александар Македонски, Филип, бидејќи ние како генерации имаме право на културното наследство кое што се случувало на оваа територија, како и сите други народи кои што имаат право на културното наследство и имаат некаква директна или индиректна врска во историскиот и културолошкиот континуитет. Се менуваше ли реториката на овие историски личности или едноставно остана истата реторика која што со оглед годините само се пренесуваше од генерација на генерација во поглед на Македонија? Реториката има менувано во зависност од општите констелации политички и така натаму, но континуитетот по различни форми, па и самиот народ под различни форми успел да помине низ времето и просторот и денес да имаме под капата небесна народ македонци, држава македонска и се надевам дека ќе ги имаме во иднина со многу повисока свест, со многу повисока национална гордост и со многу поголемо достоинство од колку што денес имаме. Ќе издвоите ли нешто од историјата, некоја реторика која што ќе остане за секогаш запаметена, која треба да ја слушаат новите генерации? Па добро, еве би издвоил дека секоја генерација има своја битка, така и овие генерации треба да сватат дека имаат своја битка со која што треба да се вклучат во градењето на државноста и независноста, бидејќи тоа не е
чин кој што еднаш се стекнал и трае вечно. Да. Многу народи изгубиле независност и државност и потоа генерациите увиделе колку е тешко таа онново да се стекне и воспостави. Се надевам дека нас такво нешто нема да ни се случи и затоа ги повикувам младите и генерациите кои што следат тоа да го имаат во предвид. Како историчар, што би посакале за иднината на Македонија? Би посакал совесна и свесна генерација која што ја ќе сака својата држава, своето место на живење, на кое што ќе има меѓусебно разбирање и почит кое што во овој период или во овие моменти ни фали како насушна потреба. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам Посакувам да и биде јас. убав денот. Посакувам да има вакви убави моменти кога ќе се гледаме. Се разбира. Се надевам. Со оглед на тоа дека вие сте и кустос во Крушевскиот музеј,